Почитувани добар ден, пладневни вести, а во нив. Втора жртва во синокешната сообраќајка на патот Охрид-Кичево загина и сопатничката. Страотен пожар во Штип и Свети Николе, повреден пожарникар, огнените јазици однесоа викендички, ниви и животни. Барикади на улицата кај хотелот Бристол. Демонстрантите со гранки од исечените дрвја ја блокирали улицата Мито Хаџивасилев Јасмин. Турција ја очекува пресудата за случајот Ергенекон. 275 обвинети за заговор против владата на премиерот Ердоган го чекаат финалниот збор на Врховниот суд. Воз со опасни хемикали излета од шините кај американската држава Луизијана. Властите стравуваат од хемиска катастрофа. Втора жртва во сообраќајната несреќа која синоќа се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево, на лице место животот го загуби 29-годишно момче од Прилеп, а на пат кон болницата Свети Еразмо на повредите им подлегна и неговата 25-годишна сопатничка од Тетово. Во страотната сообраќајка има и тројца повредени кои со тешки телесни повреди се пренесени во болницата Свети Еразмо, каде се задржани на понатамошно лекување. Како што соопшти полицијата, сударот се случил во момент кога патничкото моторно возило Peugeot 206, што се движело од Охрид кон Кичево, од засега непознати причини преминало на спротивната коловозна лента, од каде во правец кон Охрид се движел джипот. На местото на тешката сообраќајна незгода извршен е увид. Двете возила со влечена служба се подигнати од местото на незгодата и врз нив ќе биде извршено дополнително вештачење. Од возачот на джипот е обезбедена крв за понатамошна анализа, а по наредба на истражен судија денеска ќе биде извршена обдукција на телата на загинатите, се со цел утврдување на причините за несреќата. Страотни пожари кај Штип и Свети Николе. Во локализирањето на пожарите во Свети Николско повреден е еден пожарникар. Локализирани пожарите во Штипско и Свети Николско. По неколку часовна борба со пламените јазици, штипските пожарникари утрово околу 9 часот го изгасна пожарот што беснееше 4 часа на 4 километри од Штип и представуваше опасност да зафати 3 викенд куќи, ниви со овошни и лозови насади. Во гаснењето на пожарот учествуваа 5 возила и 30 на пожарникари. Значи, со наша брза интервенција, пожарот е локализиран, спасени се викендиците, имаме потфатено само една гаража и една кочина од целиот овај опожарен дел на општина Штип. Огнената стихија први ја забележале тамошните жители, кои ги разбудил лаежот на кучињата. Гледам кучињата да излезе црн дим. И одма дотрча, јави на пожарната, доле дојдеме и фана на брзина ветер, че имаше, дојдеа пожарникарите, гасна, има неколку вили фанато. На пожар интервенира и светниколските пожарникари. Тамо огнот пепло са сточарска фарма. Во каснењето на пожарот полесно е повреден пожарникар, обидувајќи се да спречи пожарот да се прошири кон бензинска пумпа во непосредна близина. Според информациите од Штипската противпожарна единица, најверојатно причина за пожарот е човечки фактор, додека во Свети Николско пожарот според кажување на очевидци бил предизвикан од јато птици, кои слетале на трафостаницата во близина каде избовнал пожарот. Целосно е локализиран пожарот што вчера попладне избувна над струшкото село Октиси на планината Јабланица. Командирот на територијалната противпожарна единица во Струга, Урим Каба, изјави дека опожарени биле околу 4 хектари смреки и сува трева. Во гаснењето учествувало едно противпожарно возило со 6 пожарникари, а помогнало и местното население. Првично, како што истакна Каба, пожарот е подметнат намерно, бидејќи во непосредна близина имало депонија на селото Октиси која била запалена. Поради непристапноста на теренот и интензитетот на ширење на пожарот, Каба посочи дека побарале помош од јавното претпријатие за стопанисување со шумски површини Јабланица, од каде биле одбиени. Улицата што минува покрај трговскиот центар Рамстор утрово беше затворена за сообраќај поради барикади. Во центарот на Скопје синоќа се одржа протест во соголениот парк пред хотелот Бристол. На улицата Мито Хаџивасилев Јасмин во центарот на Скопје, што минува покрај музеот на град Скопје и трговскиот центар Рамстор, синоќа беа поставени барикади, а неколку шатори беа подигнати на местото на исечениот парк. Утрово ова улица беше затворена за сообраќај. Причина за протестот е сечата на паркот пред хотелот Бристол во неделата во 3,5 часот наутро, што беше извршена со полициска асистенција.
Градоначалникот на општината Центар Андреј Жерновски најави денеска отчет за сработеното од почетокот на мандатот. Освен почетокот на некои од најавените проекти, Жерновски се очекува да одговори зошто најавените измени на неколку детални урбанистички планови, вклучувајќи го и оној за Голем ринг, јужен дел, каде што се случи сечата на дрвја вчера рано изутрината. Отчетот на Жерновски го следи колегата Михајло Видимлиски. Михајло, повели. Токму така еден Андреј Жерновски, градоначалникот на општина Центар, треба да даде отчет за сработеното во првите 100 дена откако е начело на општината. Докаде измената на деталните урбанистички планови, што ќе се случува и каква ќе биде реакцијата на општина Центар по вчерашните протести кај Бристол, откако беа исечени дрвјата на местото каде што е предвидено да се изгради новиот објект на Советот за радиодифузија, се само дел од жешките прашања за кои се очекува Жерновски да даде одговор. Инспекциите во општината и општинската каса исто така се очекува да бидат дел од излагањето на Жерновски. Сега се очекува во секој момент да започне пресконференцијата на Жерновски, пошто ќе имаме одговори нели на дел од овие прашања, но за тоа повеќе во следното издание на Вестите. Студио. Така. Колегата Михајло Видимлиски, а продолжуваме ние со преостанатите информации. Почнува судењето за 16 обвинети за криминал со нафта во случајот Керозин. Еден од осумничените не се појави во судницата. Полициската акција се одвиваше лани во ноември во 2 наврати. Најпрво беше уапсен сопственикот на неготинската фирма Алма Комерц, неговото семејство и соработниците, а потоа беа уапсени уште 6 лица вработени во јавни институции. Обвинетите се товарат за малверзации на компанијата Алма Комерц, која им продавала нафта за грејење на државни и јавни институции. Според обвинението, тие организирано во група преку фирмата наплатувале колку што било предвидено во тендерот, а испорачувале помалку нафта од колку што требало. Услугите на неготинскиот снабдувач со нафта ги користеле Министерството за труд и социјала, Министерството за одбрана, Царината, УЈП, Службата за општи и заеднички работи при владата, општини, болници, училишта. МВР не најде докази за вмешаност на функционери во овие институции. Турција ја очекува пресудата за случајот Ергенекон. 275 обвинети за заговор против владата на премиерот Ердоган го чекаат финалниот збор на Врховниот суд. Турција во исчекување на пресудата на Врховниот суд против така наречената криминална мрежа Ергенекон, еден од најконтроверзните процеси кои последните 5 години го подели народот, ја тресеше нацијата и фрли се инка врз турското судство. Пресуда чекаат 275 обвинети за заговор против владењето на премиерот Ердоган. Меѓу нив има пензионирани генерали, политичари, академици, новинари и професори кои се товара дека биле дел од терористичката мрежа наречена Ергенекон, именувана според место во турската митологија, која наводно е дел од поголема организација наречена Тајна држава, осомничена за подготвување заговори за убиства на членови на турската политичка и културна елита. Нивната цел според обвинението била да подготват терен за воен удар, предизвикувајќи хаос и страв во Турција, пошто воените сили во земјата би биле приморани да интервенираат. Во изминатите неколку месеци многу пати имаше и протести кои ги организираа неистомислениците на Ердоган, а критичарите на власта сметаат дека судството е корумпирано. Очекуваме да наидеме на независен и непоткуплив судски систем. Сепак постои јавно мнение кое покажува дека судот служи како политичка алатка за остварување на целите на оние кои се на власт. Во Истанбул и околината се преземени засилени мерки на безбедност поради опасност од можни антивладини демонстрации. Војници се распоредени во реонот на градот Силиври, каде се наоѓа затворот и во кој се наоѓаат поголема група од обвинетите. Воени патрули ја контролираат трансевропската магистрала, а дел од патиштата кои водат кон Силиври се затворени за сообраќај. Опозицијата и граѓаните преку социјалните мрежи повикаа масовно да се протестира во Силиври. Товарен воз со опасни материи излета од шините во американската сојузна држава Луизијана. Од 2 вагона почнале да течат хемикалии, а властите биле принудени да ги евакуираат граѓаните од најблиските куќи. Повеќе од 20 вагони од композицијата Union Pacific излета од шините во близина на Батон Руж, а едно лице е повредено и хоспитализирано. Од еден вагон тече натриум хидроксид, кој може да предизвика сериозни повреди и оштетувања, па дури и смрт, доколку се вдише или пак ако дојде во директен допир со кожата.
Жителите на Пакистан се подготвуваат за нови поројни дождови, откако по монсунските дождови и поплави викендов загинаа најмалку 30 луѓе. Во меѓувреме, хуманитарна помош беше дистрибуирана во југоисточен Авганистан, каде што поројните дождови предизвика смрт на најмалку 59 лица и уништување на куќи во 9 провинции. Властите во двете земји соопштија дека се плашат од повеќе смртни случаи, бидејќи десетици луѓе се уште се водат за исчезнати. Клучните патишта во Карачи се блокирани, а многу жители останаа без електрична енергија. 19 амбасади и конзулати во Блискиот Исток и Африка ќе останат затворени до 10 август поради загриженоста за можни терористички напади, соопштија од Соединетите Американски држави. На листата се 15 дипломатски представништва кои беа затворени во неделата, како и 4 дополнителни работни места. Некои американски мисии кои вчера беа затворени во Багдад, Алжир и Кабул, денеска се веќе отворени. До овие мерки на предпазливост доаѓа откако стотици милитанти на Ал-Каида избегале од затворите во 9 земји во текот на изминатиот месец, вклучувајќи ги Ирак, Либија и Пакистан. Сирискиот председател Башар Ал-Асад изјави дека опозицијската сириска национална коалиција пропаднала и дека не може да има улога во решавањето на конфликтот. Опозицијата не е надежна, таа не успеа ни во однос на народот, ни во однос на моралот и не може да има улога во решавање на конфликтот. Кризата во Сирија може да се надмине само ако биде победен тероризмот. Кризата може да биде надмината само на бојното поле, посочи Асад. Тој посочи дека конфликтот не може да биде решен со политички средства, се додека бунтовниците продолжуваат да војуваат против владините сили. Група представници на западни арапски земји се сретна синоќа во затворот во Кајро со Хајрат Ал-Шатер, еден од лидерите на муслиманското братство. Како што пренесуваат медиумите, заменик државниот секретар на САД Вилијам Барнс, специјалниот представник на Европската унија за Јужното Средоземноморје Бернардино Леон и шефовите на дипломатиите на Катар и на Обединетите арапски емирати се обидуваат да посредуваат за решавање на кризата во Египет. Тие одржуваат средби со сојузници на соборениот председател Мохамед Морси и со представници на сегашната влада. Пратениците добиле дозвола од главниот обвинител да се сретна со затвореникот, а средбата траела 1 час. Македонските представници на светското пливачко првенство очекувано има скромни резултати. Повторно за нас дострел беше поставување на лични најдобри времиња на репрезентативците. Во Барселона, во базенот, вчера вечер заврши пливачкиот мундијал, а поделени беа последните 8 комплети одличија. Од 8 финални дисциплини на последниот надпреварувачки ден на 15-тиот мондијал во Барселона најмногу профитираа французите, кои што освоија 2 злата. Но Соединетите Американски држави со 33 медали, од кои што 15 злата се најуспешната нација. Пак опасно се заканува Кина, која што има 14 злата или вкупно 26 медали. Во машка конкуренција на 50 метри грбно, нов олимписки победник е Камил Лакур од Франција, кој што пливаше 24:42, а поделени се 2 комплети на сребрени одличија за Джереми Стравиус од Франција и Мет Гриверс од Соединетите Американски држави, кој во исто време влегува во целт. Нов светски првак на 400 метри мешано е јапонецот Дайли Сета, кој што пливаше 4 минути 8 секунди и 69 стотинки. Чез Калиш од Соединетите држави е сребрен, додека Тиаго Переира од Бразил од 8-та патека доплива до бронзат. Кинезот Јанг Сун е светски првак 1500 метри слободно, пливаше 14 минути 41 стотинки и 15 стотинки, што е убедливо најдобро и доволно за злато. Рајан Кохрейн од Канада е сребрен, а Грегорио Палтриниери, 18 годишниот италијанец, стигна до бронзата. Кај девојките залудени беше вчерашниот светски рекорд на Рута Мейлутуте на 50 метри градно, бидејќи тоа не го зачини со светска титула. Јулија Ефимова од Русија, која што пливаше за 4 стотинки послабо од светскиот рекорд, 29:52, повтор пат успева да ја победи Мейлутите во градниот стил. Литванката е сребрена, а Джесика Харди од Соединетите држави бронзена. Нова светска владетелка на 50 метри слободно е 17-годишната Раноми Кромоџиџо од Холандија. Таа патеката ја мина за 24 секунди и 5 стотинки, победувајќи ги австраликата Кейт Кембел и Франческа Холсо од Велика Британија, кој исто така завршија на пиедесталот. Честа на унгарското пливање ја спаси Катинка Хошу, која што повтор пат е светска првенка во Барселона. Таа беше најбрза на 400 метри мешано, пливајќи 4:30:41. На задоволство на домашната публика, Гарсија Белмонте е сребрена, а бронзата за Соединетите Американски држави за Елизабет Бейсел.
Вистинска драма се случи на крајот во штафетните трки 4 пати по 100 метри мешано. Најнапред американците убедливо победија, но беа дисквалификувани откако во втората измена Кевин Корц за 400 делови од секундата предвремено влета во базенот. Така, првично сребрените французи со време 3:31:51 се нови светски прваци. Австралија стигна на место за бронзата до среброто, а Јапонија ни крива ни должна на крајот на пиедесталот. Во истото финале меѓутоа кај девојките Френклин, Харди, Волмер и Романо убедливо на Соединетите американски држави и го донесоа златото, а Миси Френклин со 6 злата од 7 дисциплини е убедливо најуспешната спортистка на мондијалот. Спортот за крај на ова пладено издание на вестите. Со повеќе информации следете на во 14 часот. Ви посакувам пријатен ден.